вечерва. На 19 септември ми падна задолжност да му го врачам решението за пензионирање на Диме. Диме беше, благо речено, очаен. Веќе беше на другата страна и така натаму. Сосем непотребно. Затоа што ние глумците немаме години. Овде вечерва со нас е и нашиот првиот директор на Драмски, господинот Ристо Стефановски. Кога мене ме прими на работа, беше речи си 30 години директор, а јас сум 37 години скоро вработена во Драмски. Па сите ние сме уште деца. Диме само нема да зима повеќе плата во Драмски. Само да ме зима конореа. Драмски театар. Календар кој нема години. Без никаков збор. И речи си сите присуствувавте од оние кои што беа поканети. Јас ќе кажам само 3 работи, затоа што не чека коктел. Првата работа, сакам јавна благодарност до моите родители, до Дими и до Даница. Мајка ми е суфлер во овој театар. Почнав во носа 90-та година, кога имав 3 години. И од тогаш ме заразија со театарот, или како што Шкоколе ми напиша посвета во неговата книга Момчето кој што детето, момчето, младиот човек кој што израсна во театарот, а не стана глумец. Расте со можеби најдобрата генерација од многу години, верувам дека и помладите ќе се сложат и нема ми се налутат. И сватив дека тоа е претешко и затоа и не отидов по тој правец. Но сакам да им се заблагодарам за уметничкиот поглед на светот кој што ми го дава, бидејќи денес родителите главно се обземени на децата да им дадат стан, куќа и слично со подобар поглед или камера со подобар со убави слики што прави. Јас сакам да им кажам да не се грижат за мене. Тоа што ме направи уметничка душа не ми помага многу во економијата, ама сигурно цел живот ќе бидам среќен. А иначе, да го подсетам татко ми, сигурно не памти пред 15 години, ова е вистинска приказна, на собрани дела на Вилијам Шекспир во Охрид изведуваше во рамките на Охридско лето во Света Софија. Денот на премиерата ми кажа дека на сите глумци им рекол кој колку билети сака за вечер може да порача. Имаше вкуп на 200 седишта, глумците порача околу 400 билети. Му кажат, кажи, борете вие што си правите меѓу себе, не е фер за другите. Ми викам, е гајле, нека си се снаоѓа кони. Реков дека еден ден некој ќе му врати, само што не предпостави дека тој некој сум јас и дека за тоа ќе чекам 15 години.
да знаете за татко ми е дека цело семејство биле на некој начин поврзани со театарот и со уметноста, и моите баби и дедо Трајко и Трајанка и тетка ми, која што немам запознаена, Даница. Чичко ми до последно пано беше поврзан со културата и заедно со татко ми беа и како главни виновници за развојот на Домот на култура Ацо Ѓорче во Неготин. Иначе Ацо го има спремано на татко ми за ФДУ. Во Исправи се Делфина ќе кажам само една работа. Тоа е една реплика каде што Петко објаснува на Делфина како да вика, не знам како да ти објаснам патот по кој што одиш односно кон славата, и вели вака: погледни ги пеперутките, се јатат околу фенерот. Светлината ги грее, ги примамува, ги радува. Но оние кои што премногу ќе се приближат, остануваат прилепени со подгорени крилја. Тоа ли сакаше да ми го кажеш? Млад, дозна што значи тоа, никогаш не се приближи на светлината, иако израсна дел од својот живот со Црвен крст и со Чичко Сребре во шупата во која што има живее, но јаделе надвор зимно време, за да се со фамилијата на Чичко Сребре од Битола, Ѓаковски. Така сме поврзани и со Ангеловски. Пример, Чичко Дади, колку ми има мене донесено од болница, не напушти на мојот роден ден. Вселената некогаш има чудни патишта. Чичко Колене земи и мене и таце и пане да статираме. Јас имав 5 години во Кумови. Потоа, во 2006-та, кога ја спремаше Ладало, тај првата представа професионална на сестра ми во театар, го зема дури нашето куче Арта, тоа што беше подобро од мене во Кумови. И сега ќе остапам цената на Чичко Коле и само ќе ви кажам дека Чичко Коле ја има напишано молбата, која што татко ми само има подпишано за влез во драмски театар. Сакам да го питам сега и да го запојам. Значи, стварно, со Диме сме 42 години и 44 години од студент. Почнаме заедно да се наразуваме. Тргна Диме да си бега, пошто е стално е телата нешто, си отис да си иде за Неготино. Ја му идам кај ќе одиш, браќе се од станица го вратив. Му напишав со лева молба за прием. Го прими и 42 години. Никој толку представи нема играно како што Диме има изиграно во драмскиот театар. У време на социјализмот, на комунизмот, чистачката која ќе одеше у пензија, сценскиот работник, првенецот на театарот, ќе се направеше мало коктелче и на тој ќе му дадеа саат со благодарност за 40 години што ги проживеал во театарот. Не знам зошто овие слободарски директори сите мислеат дека на луѓето што заминуваат во пензија не е важно, завршиле, еве го решението на портирница и ја одете си. Многу легенди на драмскиот театар, многу вредни луѓе заминаа бесни, лути и никој од нив повеќе не се врати во театарот, барем во бифето.
Я сакам да и се заблагодарам на Кате. Сакам да се заблагодарам на Кате, затоа што Кате е прва од овие нови директори која направи еден стар потек. Значи не, ја ќе го менјам театарот, од мене ќе почне театарот, ја ќе бидам Исус Христос. Не, она зема сад, и тоа сад, баш како благодарност од Драмски театар, благодарност од име, и тоа е голем работа.
Славите ми.